Јас сум Ангеланат. Имам 9 години и сум четврто одделение. Денес ќе ви раскажам книгата Хари Потер и пламениот пехар од Џоан Кетлин Роулинг. Во оваа книга се зборува за неверојатните и чудесните авантури кои ги преживеал Хари Потер со своите пријатели. Во оваа книга настаните се случуваат за време на учебната година во Хогвартс. Главни ликови се Хари, Рон, Хермиона и мрачниот волшебник, чие име не сме да се споменува. Тој бил толку зол што луѓето се плашеа да му изговорат името. Во оваа книга се зборува за три волшебничкиот турнир кој се состои од три многу опасни задачи. Но на тој турнир смееле да учествуваат само ученици над 17 години. Името на Хари некако се појавило во пехарот за избор. Иако тој тврдел дека не го ставил името, никој не му верувал, дури не неговите најдобри пријатели Рон и Хермиона. Мојата милена случка беше за време на третата задача од три волшебничкиот турнир. Тоа било лабиринт. Учесниците се обидувале да стигнат до центарот за да го земат пехарот кој ќе ги врател назад. Хари и другите учесници што влегле во лабиринтот, пречки и магии се обидувале да ги спречат да стигнат до целта, па дури да ги убијат. Хари, заедно со другите учесници, се обидувал да стигне до средината. Тој, заедно со Селик, стигнал до средината. Но, кога тие го допреле пехарот, тие се нашли на гробишта. Таму ги пречекал ужасно изненадување. Кој било ужасното изненадување кој ги пречекал Хари и Селик? Доколку сакате да го знаете, прочитајте Хари Потер и пламениот пехар од Џоан Кетлин Роулинг.